За 9 месеци од 2019 година, општина Виница прикажа реализација на буџетот од речиси 80%, најуспешна во последните неколку години. Разгледувањето на кварталните и ребалансот на буџетот во фокусот на 25-та редовна седница на Советот на општина Виница. Градоначалникот Ивица Димитров очекува до крајот на годината основниот буџет да се заокружи со 100 милиони денари реализација. Минатата година, овој период и минатата година беше рекордна со 58 милиона, еве сега имаме плюс 25 милиони или 85 милиони, што значи дека до крајот на годината очекуваме основниот буџет да се движи некаде околу 100 милиони денари остварени, со што ќе биде не една, туку ќе биде најуспешна година во постоењето на општина Виница. Капиталните расходи се остварени во висина од 31,5 милион денари. Ако кажеме дека минатата година капиталните расходи во овој период беа околу 9 милиони денари, еве сега гледаме дека и овде е зголемен се капиталните расходи, поради тоа што граѓаните на општина Виница гледаат дека се работи секојдневно, дека асфалтираме, бекатонираме, правиме мостови, се она што е неопходно за нашите жители. Со оглед дека, како што истакнав, дека кварталниот извештај е доста солиден, доста добар, со реализација до сега околу 80%, моравме да направиме и ребаланс на буџетот, за прв пат се прави ребаланс на буџетот за зголемување на средства. Обично ребалансите на буџетот ги намалуваат средствата. Ако оваа година буџетот ни беше проектиран на 105 милиони, еве сега го покачивме буџетот на 108 милиони и 971 илјада денари, со што ќе биде најголемо остварување или најголем буџет по реализација во последните 15 на години во нашата општина. Што значи дека проекцијата на буџетот е добро направена, добро скоцкана и со тоа можеме да кажеме дека реализацијата на буџетот секако ќе мине над 95%. Основниот буџет е моментално со највисока стапка на реализација, некаде околу 80%, и како што истакнав 83 милиони денари. Очекуваме границата од 100 милиони денари да надмине, можеме да кажеме дека вкупниот буџет исто така границата од 300 милиони ја надминува. Значи вкупниот буџет е проектиран на 304 милиони и 522 илјади денари, што е најголем буџет до сега реализиран, остварен и предвиден во нашата општина. Во развојната програма за 2020-2021 општина Виница очекува реализација на два значајни проекти: патот Капетанци-Балинци и изградба на затворениот пазар, за кој техничката документација е во тек. Развојната програма за период 2020-2021 година вчера се донесе со две капитални инвестиции, тоа е патот Капетанци-Балинци, кој што во моментот се работи. Оваа вредност е некаде околу 16 милиони денари, со ДДВ платено од страна на општина Виница е 19 милиони денари. Исто така во развојната програма е и затворањето покрајен градски пазар на местото на постојниот пазар. Во моментот при крај е донесувањето на деталниот урбанистички план за блок 18 дел 4, кој што направивме јавна анкета, каде што сите недостатоци кои што беа пратени од Министерството транспорт и врски ги отстранивме, еве повторно го праќаме на усвојување. Со донесувањето на деталниот урбанистички план во моментот се работи и техничка документација, која што јавниот повик заврши, доби фирма од Делчево. Се надеваме дека по завршувањето на техничката документација со ревизија на самиот проект, ние веќе во следната година ќе започнеме со инвестиција која што долго со години ја навуваат сите градоначалници, меѓутоа не може инвестиција да се направи или затворен пазар без донесен детален урбанистички план. Најпрво го донесуваме деталниот урбанистички план, потоа почнуваме со реализација на овој клучен капитален проект за граѓаните на општина Виница. На 25-та редовна седница градоначалникот Димитров одговараше и на повеќе советнички прашања од интерес на граѓаните.